На Македонија во овие тешки и многу чувствителни моменти не и се потребни нелегален председател на собранието, нелегална влада и создавање тешки политички преседани со формирање паралелни институции спротивни на уставот. Пратеничката група на ВМРО ДПМН денеска во кабинетот на председателот на парламентот ги реафирмира позициите дека обидот за избор на председател на собранието со кршење на деловникот и уставот е нелегитимен. Политичките партии, без разлика дали се во опозиција или се на власт, треба да имаат принципи и истите да се засновани на уставот, на деловникот и на законите, доколку сакаме Македонија да биде стабилна држава која што ќе може да напредува и да работи во интерес на граѓаните. За жал, и пред тој незаконски чин да се случи, и денес истакнуваме дека секој таков чекор кој што оди во насока на демонстрирање на политичко насилие, без да се почитуваат уставот, процедурите, законите и деловникот, само ќе ја одолговлекува политичката криза и не е во интерес ниту на државата, ниту на граѓаните како носители на нејзиниот суверенитет. И на крајот би сакал да кажам дека коалицијата за подобра Македонија и сите пратеници кои што ја представуваат како представници на граѓаните и на народот, многу единствено и многу едногласно дојде до овие заклучоци, бидејќи лесно се гледаат и преку читање на деловникот, законите и уставот. Цениме дека како политичка коалиција треба да ги застапуваме интересите на граѓаните и на народот, бидејќи како политичка партија постоиме за народот и имаме добиено мандат. Ќе продолжиме да го правиме тоа со два приоритети. Прв приоритет – интересот, стабилноста и напредокот на Република Македонија. Втор приоритет – во рамките на унитарна, стабилна и демократска Македонија, интересот на граѓаните и на народот на прво место. Талат Џафери пак, кого пратениците на СДСМ и на албанските партии го избраа за председател минатиот четврток, денеска беше во собранието. Истото го потврди Артен Груби од ДУИ, кој изјави дека утрово новиот председател на собранието ги даде потребните административни инструкции за работење на службите во парламентот и со допис побараа од генералниот секретар да овозможи услови за функционирање на председателскиот кабинет. Џафери најави дека ќе ја преземе председателската фотелја, а честитки за неговиот избор дојдоа од Европската унија и од амбасадата на Соединетите Американски држави. Според експертите пак, изборот на Џафери е нелегитимен, односно со таквиот начин на негово прогласување за собраниски спикер се прекршени повеќе членови од уставот.